Јануари е најдолгиот и најскапиот месец во годината. Граѓаните се жалат дека празниците им ги празнат џебовите, а платите веќе долго време се исти. Со месечните примања не можат да ги покријат ниту основните трошоци, а камоли да издвојат и за прослава на поголемите христијански празници. Ја дочекавме новата година, а пред нас е прославата на Божик, Василица, Водици, Свети Јован. Празниците повлекуваат и поголеми трошоци, коментираат струмичани, а џебовите лесно се празнат. Мислите ли дека јануари е најскап месец во годината со оглед на тоа дека има најмногу празници? Па мислам дека е скап. Сега баш за празниците се покачени цените ама народот ипак си купува. Да. Кога му треба за празниците си купува. Кој немат пари си празнуват малку потенко. Да, сметате ли дека еве просечна плата може да ги покрие основните трошоци? Не, плати се многу мали, ама тоа е тоа. Па да ви кажам, не е само 2017, од 2014-15 така да стандардот е многу нисок. И два ние пензионерите што сме, и два преживуваме да ги платиме давачките на државата, а должни сме. А другото во 2017 верувам дека се подобра и ќе има беркет за сите граѓани на Македонија. Најскап. Како за секој. Како ќе чинат човеците как се ама не е многу скапо сега веќе. Да. А сметате ли дека платите се доволни за покривање на основните? Ништо не е доволно, ништо. На едно просечно 4-члено семејство денеска му се потребни околу 50.000 денари месечно. Околу 20.000 денари одат само за храна и пијалоци, а и останатите трошоци се неизмерно високи. Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на трошоците на живот и индексот на цените на мало во ноември 2016 година во однос на претходниот месец изнесува 99,8. Намалувањето на индексот на трошоците на живот од 0,2% во ноември 2016 година во споредба со претходниот месец е резултат на пониските индекси на свежото и разладеното овошје за 17,0%, оризот за 8%, компирот за 1,2%, месото за 0,6%, маслото и маснотиите за 0,5% и замрзнатото овошје за 0,2%.